На 17 годишна возраст, веќе кога почнавме да излагаме по забави, нели, и да се конектирам со подиумот, уште од тогаш сум сакала да се најдам на тој пулт и да го правам тоа, односно да бидам диџеј. Кога сум бил дете, сигурно сум имал желба да станам музичар. Его што мајка ми цело време викаше, ти треба да станеш доктор или инженер или, Balkan parents, they always want something that it's very profitable. Али нормално дека као дете сигурно сум сакал стварите да идат како јас што сакам. I was kind of rebellious. Од 15 години работам и како радиоводителка, диџејка во Канал 103 и нешто као полупрофесионална диџејка последниве 10 години. Во некои периоди подинамично, во некои периоди не толку динамично како сега, например. Имам 30 години, сум диџеј, работам како шеф во кујна. Што друго ме кажа? Влијание од брат ми, од сестра ми, влијание од постари другари и не знам, валјда и вкусот и ми еволуирал, да речеме. Не знам, бев во Њујорк, кога се вратив од Њујорк, некако имав некој шифт. Од најрана возраст, да речеме од своји 5-6 години, главната забава по дома ни беше, мајка ми ќе ни пушти некоја диско плоча и ќе играме со сестра ми. И тоа пуштање плочи и играње некако ни беше во секојдневната навика. Мојот драг пријател Срđan Јанакиевиќ, инаку познат македонски режисер, па и диџеј, па и музичар, во тоа време, значи 2006 година, држаше еден многу добар локал, се викаше Лудница во Дебармало во Скопје. И седејќи една вечер на шанк, он ми рече, знаеш, планирам некој жур тематски за 1 април и сакам да биде маскембел, и сакам да биде гранде, и сакам цура диџеј. Од рандом муабет, валјда, не знам, од излагање по идење диџеј Гоце Чваре. Местото сега што е излет, беше на Шеле Тото, он ме викна прв да пуштам музика. Тоа е првото моје искуство, тоа е 3-та или 4-та средно, од таму тргна нешто по кафичи. И едноставно се продолжи да се дешава и веќе 12 години. Имав популарна програма пред да станам диџеј и целата приказна започна првен со тоа што на радио, на Канал 4, па 103, од самиот почеток имав емисија која што во голем дел се состоеше од денс музика. За разлика од моите колеги, ако сцената се брои дека започнала таму од првата журка 93 година, јас станав диџеј 96 година. Види, јас имав среќа да го имам Зоки Бејбе, една подвижна енциклопедија, можеби највеќе музичка енциклопедија, за другар го имам уште. Така што многу научив од него. I would consider myself lucky што сепак од диџеј сцената бев прифатен од локалните диџеј, and pretty much everyone was there for me and helping me through дека тоа што имав идеја, мислам да пуштам музика, бев прифатен од речиси локалните, сите локални диџејс, што е многу cool и многу important for me. Ментор, значи можам да го кажам Зоки Бејбе, поради тоа што константно се дружевме и он ми ги покажуваше сите негови плочи, значи целата колекција што ја има, и од таму сум учела што е хаус, што е техно и така натака. Моите колеги биле ментори, ја имав ментори. Никола Ризов беше онака господ за мене, доаѓа и микса за мене. Например, ги зема моите нови плочи, он ги работи пред мене и јас слушам како да е професор тука. Али истото го имам со женските диџејки. Они имаат поинаков начин, поинаков клик за нова музика. Точно знаат што е фьючер, точно знаат што е тренд, точно знаат што е есенција од добро ваму, таму и онде. Let's talk about you, baby. Let's talk about
тоа некаде во рани 2000-ти се врати Илина од Англија и почна да пушта на плочи музика. До тогаш имав само слушано за Јулија DJ Strawberry, дека е некоја женска заедно со Ана Банана, која што уште во средината на 90-тите се мешкале тука и пуштале музика. Actually биле првите девојки диџејки у Скопје. Меѓутоа, првото директно, лично, другарско искуство беше со Илина. Така да кога се вратив од Лондон, се вратив со тотално трансформирана, значи тотално друга личност, со една самодоверба која што ми даде сигурност дека можам, што ќе помислам дека можам да го правам. И луѓето тука ме гледаа као, вау, колку си се сменила, што се десило со тебе? Јас дојдов тука и наеднаш почнав да пуштам музика и на сите им беше многу интересно и чудно затоа што бев првата девојка диџеј која што пушта таква современа, модерна музика на плочи. Никако немав храброст да сама да почнам, нели, да миксам или да пуштам музика. Сето тоа беше као, тоа за постарите мушки, они знаат, вие девојчињата можете тука на подиум да си играте. И тоа траеше некои добри 10 години. Мислам дека општеството како да немало доверба во тоа дека женско може да биде добар диџеј, а баш мислам дека женското е посензитивно, има многу добар вкус во музиката и ако работи напорно може да стигне до врвот. Значи ми се случувале на пример интервјуа да ми прават за некои комерцијални емисии на телевизија, како е да бидеш женско диџеј. Значи, чекај, викам, да се разбереме, викам, јас не ги разбирам така работите. Или си диџеј, или не си диџеј. Викам, која е разликата од тоа дали си машко или женско? Не си мериме мускули или, не знам, его. Значи, си мериме кој знае да пушта музика. Тука нема машко или женско. Така да од секогаш дури ме вреѓале тие работи кои ќе ми речат, сега тебе те букираме затоа што си женско диџеј. Значи, букирај ме ако сум добар диџеј, а не затоа што сум женско и изгледам окей, мислам, нити презентирам нешто телесни, нели, атрибути, туку ја презентирам музиката која што ми се свиѓа. Непријатни ситуации сум имала разни, значи од коментари од типот дека музиката е многу млака, па да пуштам нешто појако за да ги развали, до не знам дека треба малце да ја омекнам музиката, пошто била многу динамична. Ама тоа, како да кажам, не обрнувам внимание, тоа мислам баш ми е гајле, не знам како да кажам. Генерално е Boys Club. Сцената е генерално Boys Club, глобална, како што гледаме од настаните. Оваа индустрија е започната од мажите и се уште нормално е дека мажите доминираат во тоа. За жал се уште и мисогенијата, нели, доминира, за жал се уште се среќаваат и онакви несреќни случаи на, нели, на мачоизам. Кога почна таа дигитализација, се појавија нови девојки во оваа професија. Јас од секогаш, од се срце сум ги поддржувала и секогаш на моите забави прво се промовирале девојките, така да може да ти кажат и Ивана Дракшич и Ана Мало дека своите први диџејски настапи ги имале на моите журки. Од секогаш сум била отворена спрема нив, од секогаш сум ги поддржувала и сум ги стимулирала, дури сме имале и заеднички вечери. Имавме една многу смешна вечер, многу одамна, со Ивана Дракшич, уште на самите почетоци, се викаше Практична женска. Од она списание Практична жена, али ние викавме, ние ќе бидеме Практична женска. После тоа више, кога пуштањето музика стана подостапно, односно кога не требаше да бидеш добро финансиски ситуирана за да си купуваш плочи, значи кога излезе опрема која што дозволуваше пуштање музика без да бидеш колекционерка. Почнавме и да пуштаме музика, тоа беше некоја комбинација јас, Илина Ангеловска, Билјана Црвенковска и јас. Во Папаја PMG правеа тога журки во Папаја, нели имаше две соби во Папаја, во едната соба си беше регулар PMG состав, а во другата соба бевме ние три под името Практична женска.
Имаше прилог на вести тогаш, дека се појавиле журки со диџејки. Од А1 вести ни правеа интервју Жина Парк. И после некое време така, и после тоа више сам кога ќе тргнеш сама, кога не си дел од генг, од група, од колектив, не е толку лесно, особено кога си девојче. У тој период што ме имаш поканен за да бидам дел од твојот проект, пред не знам колку години беше тоа, и 4. Да, и тогаш сватих дека чека малце, ова ми се свига, убаво ми е to express myself на тој начин, to experiment with makeup, пошто нели мейкапот секогаш е под некој род, што треба само да кажеме дека it's only for women, but I never see makeup as that. I see makeup as a form of expression. И тогаш сватив дека е скроз нормално и скроз acceptable за like-minded people to do that and to be accepted. И затоа почнав тој период исто така to develop my musical alter ego, пошто некако криво ми беше, пошто сум трошил голем период на музичка едукација и на крај бевка I'm not doing anything with it. И бевка, што да правам со себе си, ќе почнам ка I'm gonna make an alter ego of my name. So it's just the Latin version of who I am. If you wanna be a puppet, better yet, speak for yourself, states. 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 Move for yourself, States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Move for yourself. I could be friendly or I could be fake. I could be real or I could live a taste. What's it gonna take? I could be sexy or I could be sad and bad. Just to be sweet, what a treat it is to be non-binary. My Cherie T, bitch. Преди се секогаш ми е битна публиката, односно кога јас и публиката со мојата музика ќе се споиме, тоа ми биле најубавите моменти, пошто не секогаш сакаш да свириш музика, не секогаш си расположен да направиш добра забава, нели поради тоа што ти си главниот кој што го води сето тоа. И баш поради тоа, пошто неколку пати сум отишла каде што не сум расположена, знаела и публиката да направи, односно да ме врати во форма и да можам да се изразам и сите заедно да се сплотиме. Да дадам некој конкретен пример, не ми текнува искрено, али мислам дека баш тука во овој кафич и на Лонгба забавите секогаш можам да влезам во таа димензија и да ги имам како чувство во мене и да ги памтам за секогаш. Има някаква снимка там на тия. Много стигна.
Фала ти многу на ова одвоено време, а инаку сакаш да кажеш зошто си инаку тука или не кажуваме тоа? Па можам да кажам да, еве снимаме едно филмче со моите колеги слеш партнери од Белград, кои што имаат организација за визуелна антропологија. Правиме серија на 2 филмчиња, едно во Белград, едно во Скопје. Тоа во Белград веќе го снимивме, се работи за тату колективот Тето Важи, кој што работат само девојки и жени, е како феминистичко квир студио за тетовирање. Тој дел го завршив, но успеав да отидам таму и некако се тестирав, све тоа направив, не се секирајте. Ја напуштив земјата, значи, неудобно, тоа беше фино и не толку фино. И сега тие се дојдени тука и правиме интересно документарче за диџејки и понекој диџеј. Ивана прашаат, ама калија само кој е идејата? Кој ти ја даде идејата за ова да прашуват? Идејата ми ја даде дотичниот Стефан Бугески, кога јас очајно се жалев дека немам идеја за тема. Дискордија X Медуза. Фала ти, Стефка. Лимун за настинка, краставичка за глава, компир за температура, селка за целулит, лукче за притисок, брокула за прочистување, бомба за влада. Канал 103. Дискордија е мојата последна емисија на 103 откако водев неколку, која што прво ја водев сама, а последниве 2-3 години со Стефан Бугески Стефки. Во 103 претходно водев термини кои што беа онакви генерички редовни термини, главна струја, утринска, требаше кога си нов во 103 требаше да одработиш прво малку така, па после тоа да добиеш некаков свој авторски термин, се викаше тогаш. Во меѓувреме и нормално и музички ти се појавуваат некои нови ствари. Почнав да откривам по прв пат квир, хип-хоп, црнци, артисти и правеа многу добра музика. Така да сватив дека мојот авторски термин во 103 треба да биде баш врзан со презентирање на оваа музика. Лунгба се случи тотално спонтано. Во 2018 година се организираше првата затворена забава, значи за отприлика 30-40 луѓе во дворот на Акантус. И беше буквално мислам, немаше визија дека тоа ќе биде нешто поголемо, како што е сега. И мислам дека таа забава направи многу голем пресврт поради тоа што е Лунгба сега што е. А Лунгба е музички колектив кој што прави една интересна заедница од различни видови на луѓе и ја дава целосната слобода да можеш и како артист да се изразуваш како што сакаш и да сите кои што се дојдени и присутни да можат да се изгубат во музиката и во просторот. Што да ти кажам без VMS, платформа и место за слободно изразување, комбинираме некако поише ствари, ете тоа што спомна, имавме изложба, усклоп на журка, уметница, имаме 3 женски резидент диџејки. Јас, Клара и Диди, имавме женска вечер во -1, тоа е последното што го направивме со VMS и после тоа се исподеси све што се исподеси.
И некако малце спласнавме, некако некам додам по таа инерција, сите прават стримови, ќе правиме и ние, ќе се снимаме. Миксам кога имам прилика, ако е некој стрим во прашање, ако е некој си еве како журката на канал 103 минати од викенд, тоа ми создава голема возбуда. Ја миксот го правев како да е рейв, како да имам 500 луѓе пред мене, така миксат дома, и тоа е тоа. И се учам да го живеам животот најпозитивно, онака дека не знам што друго треба да правиме. Носиме маски, миеме раце и трпиме. Па ја обратно, искрено, ја еден стрим немав ислушано најтешкото, а сега обратно, така да мислам дека е индивидуално. Не знам, има луѓе што се желни, не знам, што гледаат по 10 стримови дневно и мислам, дај Боже се пуше и пуше да има такви луѓе. Мислиш дека DJ стримот може на Не може. да се добри? Не. Мислам, окей да иселектираш музика и некој да ислуша таа музика и се е тоа супер, ама никогаш нели нема можеш подиумот. What's the point? Луѓето го прават тоа, интеракцијата на диџејот со публиката. Инаку, да, окей, ќе пуштиме, ќе се зезаме, ќе слушаме, ама... До сега добив неколку понуди за видео настапи, кои што се снимаат и после тоа се стримаат. Дефинитивно тоа не е истиот впечаток, тоа е за мене тотално едно чудно искуство, бидејќи за мене пуштањето музика е еден комплетен доживљај кој што има повеќе елементи. Значи, тука е клубот, тука е твојата музика, тука е тој мрачен простор, гласен саунд систем и тука е публиката. Значи, сите тие елементи заедно го прават оној драйв кој што го мотивираат диџејот да ја пушта својата музика и да направи прича и да направи филм. Ако исклучиш некој од тие елементи, више тоа не е тоа. Така да мене, од кога почна целава оваа ковид ситуација, неколку пати ми се обратија да снимам микс за некој вебсайт или не знам што. Два пати ме снима видео за видео стриминг, меѓутоа тоа не е тоа. Значи, дома кога снимаш микс, едноставно ти фалат клучните елементи и сега као ти се трудиш да го ископираш оно искуство од тоа што се случувало во оние мрачни, задушани простори у клуб, меѓутоа тоа не е тоа, тоа е као имитација живота, као сега е дека глумиме дека е све уреду, али ништо не е уреду. Не го гледам како иднина виртуелно, да има лайв стримови и такви работи, пошто јас забавата не можам да ја доживеам без гласна музика, без луѓе кои што шизат и без самиот простор. Види, нема замена за клуб, нема замена за подиум и за луѓе кои што се стискаат меѓу себе и се обидуваат да најдат свое мало парче во кое што онака ќе се изнаиграат. Нема замена за тоа. Мислам, направив, не знам, 2-3 лайв стримови од мојата дневна соба и не беше тоа. Мислам, како, да, ме задоволство се разбира, бидејќи јас сакам да пуштам музика, нели, слушам во континуитет музика и сакам да ја споделам со моите пријатели или со мојата публика. Меѓутоа, ништо не се споредува со полн испотен подиум. There were like two kinds of people that were like, I don't give a fuck, I'm tired of this. And there were like people, yeah, but I'm gonna wear a mask in the dance floor, which is so exhausting because it's kind of hiding your expression and your feeling. But yeah, even though Vera Vendetta was the first one wearing a mask before this whole thing happened, which sometimes I say like, did I predict this? Or maybe, did I plan this? Is this conspiracy theory? But of course it's not. I was wearing the mask because I kind of didn't want to shave my beard, but I still have the feminine persona and look. And I was like, okay, let me wear a fetish mask where it's like leather and zippers and medals and everyone was like, oh my God, she's very like kind of BDSM. And then after 2 months, everyone is
forced to wear a mask, which is scary. Единствена причина зошто со Еми и пробавме да направиме еден стрим и као да миксаме со Ана мало и да миксаме за луѓе преку интернет и покрај тоа што тука пред нас нема никој, беше појма немам исконската потреба за валјда физичките покрети, миксање, слушање музика гласна. Не ни мислев дека симулираме некаква компензација за тоа. Види, COVID пандемијата, COVID-19 пандемијата беше фантастичен лакмус за да видиме на кое ниво сме. Значи, и како општества, суредани, несуредани, сиромашни, помалку сиромашни, организирани, неорганизирани, тотален дебакал. Беше лакмус и за тоа да видиме од што сме направени како луѓе. Не е само тоа случајот во Македонија. Тоа е случајот и да живееш и во Берлин, или во Лондон, или во други градови. Значи, мислам дека од диджеинг можат да живеат само оние кои што се реномирани, кои што настапуваат интернационално. Затоа што интернационалните ангажмани и букинзи се оние кои што добро се плаќаат. Во родниот град, обично тоа е онака доста скромен хонорар. Има луѓе кои што стварно 30 години не правеле ништо друго, него стварно биле диджеи. Значи, не е nightlife, освен што е nightlife, е и unpaid labor најчесто, или underpaid labor најчесто и, нели, labor без социјално и здравствено осигурување многу често. Labor кој што одеднаш не постои еве во вакви времиња. Малце грешни луѓе ги диригираат работите, спонзори со пари и не знам што, не е проблем 5000 евра да се плати за некој диџеј што го знаат 30 луѓе, проблем на 100 евра за домашен диџеј. Затоа викам, можеби ова што се случи со паузава на свет 2 години, можеби и добро. Се надевам дека ќе биде така, пак го допрев микрофонот. Ајде диџејка си сега за Universal Basic Income, како синдикат, до сега ти се смеат на такви идеи. Не мислам дека сега диџеите во Скопје се спремни да прават синдикат, меѓутоа мислам дека многу од луѓето кои што орбитираат, гравитираат околу оваа сцена, видоа дека мора да си го измислиме своето место и мора самите да кодифицираме дека ова што го создаваме е вредност. Мислам дека у Скопје многу брзо ќе видиме добар одговор на оваа непозната ситуација во која што сме, бидејќи освен што е непозната сама по себе, непознато е нели ни колку ќе трае, ни како ќе биде и оптимистичниот крај каков ќе биде. Затоа мислам дека све што правиме во моментов сега се тактики, меѓутоа тактики кои што ќе овозможат инфраструктура за после. Мислам дека ќе биде ново во однос на тоа дека луѓето повеќе ќе ги ценат тие забави и повеќе ќе се цениме ние меѓусебно, поради тоа што ќе го користиме секој момент, секоја забава до максимум. Поради тоа што веќе тоа го нема и знаеш дека моментално го губиш, баш мислам дека во тој поглед работите ќе бидат на подобро и ќе биде уште подобра забавата и уште повеќе ќе се зближиме сите заедно и ќе имаме колаборации така натака. Таа некоја се добра карма е во првиот момент, прв пат еднаш во животот имав чувство дека нешто не е во ред со мене. Дека публиката пред мене во клубот каде што сум резидент, а е најзначаен, нешто не е, станувам, да речеме, комерцијален. И јас не можев, требаше да бидам нешто што јас не сум, значи ја во тој период стварно пуштав друга музика, овде вадев нешто од себе што требаше да направи хајп. И прв пат во животот, во таа некоја диџејска кариера, реков, Зоки, ова може да те убие. Оваа ситуација сега, иако си резидент, иако имаш респект, иако се журкиве добри, не си тоа ти, нешто тука се случува што не ти одговара. Не сакам да бидам брутален,
да кажам, не сум доволно underground. Али такво чувство имав дека нешто не се. Во тој момент Илина, Ивана, Ана мало ја почнаа онаа приказна во Папаја. И јас влегов таму каде што припаѓам. Жените ми го вратија местото. Ме повика и беше топ све. Одеднаш све беше окей со мене. Знаев дека имам пред кого? Дека имам најнова свежа клубска публика, дека го имам респектот кој што го заслужувам и конечно го пуштам она што го сакам. Тоа буквално беше тотал дарк. Тоа беа тотално еден ревайвал на Денita Naglia стайл, направен сега од Берлин, вратен, тоа е некаков си панорама бар саунд кој што треба да се пушти у 5-6 сабајле. Каде ја тоа да го пуштам во овој клуб каде што бев резидент? Да, ме сакаа многу, јас ги сакав нив, али не бев тоа јас. Така да другарките, жените диџеи ми го во тој момент ми ја спасија кариера. Значи, ако сега не научиме дека заедно треба да работиме, значи, не знам, државата за мене тоа секогаш било така. Самата држава, ако е доволно паметна, треба да инвестира во алтернатива. Значи, самата држава треба да инвестира во независна културна сцена. А независната културна сцена треба да ги наоѓа сите алатки кои што и се на располагање или да ги раскопува оние што не и се на располагање, или да дојде до нив за да си расчисти некаков пат, за да си го трасира патот и воедно да си го олесни животот и да стане повидливо. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Сите зависиме едни од други. И ако сега тоа не го научиме, никогаш нема да го научиме. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да Мора да Мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Мора да работиме заедно. Сите мора да работиме заедно. Работиме заедно. Работиме заедно. Работиме заедно.